Системот не работи. Вакво известување ги пречекува граѓаните трет ден во Фондот за здравствено осигурување, а објаснување зошто и кога ќе може да ги добијат документите кои им се потребни од таму немаат. А што се случува со системот, не знае ни министерот за здравство Беким Сали. Со падот на системот, сега не може да се регистрираат нови осигуреници, граѓаните не можат да изберат матичен лекар, мајките не можат да комплетираат документи за надоместок на породилно отсуство. Ваквата ситуација ги револтира граѓаните кои во институцијата дојдоа да завршат работа, но не идоа само на одговор дека системот не работи. А што понатака, никој не им кажал, освен да се вратат во понеделник. Дојдов да поднесам барање за породилно отсуство за кирката, меѓутоа ми рекоа дека системот не им работи веќе 4 дена и не се знае до кога, така да ме упатија на информација и викам дајте ми број телефон, некој да контактирам, од кај знам кој ден да дојдам. Вика оваа на информација, немаме телефон. Како може да немате телефон, викам. Немаме телефон. Не, ништо не завршиме. Системот не работи. Системот не работи. Ништо не завршиме. Ни рекоа наводно понеделник да дојде, не? Системот е блокиран, имаат хакирано најверојатно нешто. Мислам дека рекоа и министерството дека хакиран е целиот систем. Кога ви кажа кога може да се вратите? Ништо не знаат, само да се информираме на телефонот, што постои на страниците, на интернет страниците. Во хаос се и матичните лекари кои не можат да пријавуваат и одјавуваат пациенти, не можат да го проверат здравственото осигурување на пациентите и не знаат до кога ова ќе се случува и што е причината. Најголем проблем имаат овие со подпишување на фактурите, заради тоа што од прилика до 10 треба спрема договорот со фондот да се подпишат фактурите и да се даде репресметка, слушни помагала, кои што исто така се издаваат преку порталот, речеме специјалистите имаат проблем. Така да, постојат проблеми на терен во однос на функционирањето на здравствениот кадар. Најголем проблем е исто, освен фактурите и овие кои што затвараат амбуланта, остануваат голем број на пациенти и тие пациенти не можат да се запишат кај некој, да речеме, друг доктор. Ние немаме ништо официјално добиено, за барем колегите да знаат. Иако хаосот со падот на системот трае веќе трет ден, министерот Беким Сали не бил информиран. Јас би предложил да се обратите кон авторитети, односно кон директори на фондот. Немам информација. За што станува точно збор? Дали се оправдани шпекулациите дека е во прашање хакирана и украдена база? Од ФЗОМ до сега не се изјаснија никако, освен што во текот на вчерашниот ден кажаа дека станувало збор за технички проблем.